бележа денот. Заврши сослушувањето на Палевски. Прво обвинетиот за убиството на Вања и Панче негира вина. Судскиот процес пред самиот крај. СДСМ обвинува за скандал во МВР. Полициски началник барал казната за братот на градоначалникот на Газивава да биде пишана на друго име. Нов повик за оставка до председателката на антикорупцијска, за да се спаси довербата во комисијата. До кога собранието ќе чека за да покрене постапка. Ако трговците продолжат со злоупотреби, ќе има нови проширени мерки. На 3 дена пред крајот на замрзнатите цени и маржи, Дурмиши го предупреди бизнисот. Наставниците педагози стравуваат дека измените во законот за основно ќе ги остави без работа. Одмон уверуваат дека само вработените на определено може да ја загубат работата. Конклавата за избор на нов папа почнува на 7 мај. Овие вести во живо ги пренесуваме деталите од денешното рочиште за убиството на Вања и Панче. Останете со нас. Сослушувањето на прво обвинетиот за убиството на Вања и Панче заврши на денешното рочиште. На сите прашања тој тврдеше дека не е виновен за делата кои му се ставаат на товар. Осудница беше колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо во овие вести. Зоран, како изгледаше одбраната на Палевски? Да, Иван, по 3 рочишта на кои што сведочеше обвинетиот за двојното убиство Љупчо Палевски Палчо, тој тврди дека е невина, дека не ги сторил грабнувањата и убиствата на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74-годишниот велешанец Панче Жежовски. Тој тврди дека обвинителството не успеало да го докаже ниту мотивот, односно дека грабнувањата и убиствата имале цел да бидат изнудени пари. Тврди дека обвинителството не доставило ниту еден доказ по тој основ. Тој обвини дека целиот случај е монтиран и дека всушност се работи за негов политички прогон. Запрашан од обвинителството дали е чудно што тој низ годините, односно последните 20 години, континуирано не ги почитувал законите, повикувајќи се на пресуди од Хрватскиот суд, меѓутоа и Скопскиот суд, каде бил обвинет и осудуван за злоупотреба на службена положба, додека пак во Хрватска за неплаќање данок, рече дека не е точно и дека всушност за се она што била претходно осудуван и обвинет, веќе ги расчистил сметките, како што посочи го платил данокот од 4000 евра, кој низ годините не го платил во Хрватска. Со денешното сведочење, односно крајот на исказот на Љупчо Палевски практично се доведува и до самиот крај ова судење, меѓутоа повеќе за она што се случуваше денеска во големата судница на Скопскиот кривичен суд гледаме во прилогот. Љупчо Палевски ги негираше убиствата на Вања и Панче. По 3-дневен распит од неговиот адвокат и обвинителството, Палевски тврди дека тој не учествувал во злосторствата. На денот на грабнувањето на Панче поправал котел во населбата Бутел, а на 27 ноември, кога е грабната Вања, спиел во партискиот штаб, а потоа бил во банка. Според обвинителството, со таквите тврдења Палевски си правел алиби. Ако сум убиел, ќе правев алиби. Слушнавте дека сите биле под уцена од мене. Се плашеле да не им ги убивам фамилиите и зошто имало потреба да одам во местноста Дупки, туку едноставно ќе сум наредел. Зошто би одел во Велес за Citroen Канта, што е поевтин од мојот iPhone. Палевски не се согласува ниту со тврдењето дека мотив за двете убиства биле пари. Рече криминален ум би ја убил мајката, а не Вања, бидејќи во таков случај половина од имотот ќе го добиел обвинетиот Александар, кој во тој момент се уште бил и собственик на најскапиот стан кој го поседувал семејството. Ако е користолюбие, ќе имаше контакт со родителите, за да се направи таа уцена, да се принуди некој да даде пари. Не само што не се случило, туку не дадовте ниту еден доказ на таа околност, собрати Палевски кон јавното обвинителство. И според одбраната, обвинителството не успеало да докаже вина кај Палевски. Се баре и реконструкција на двете убиства. Во цел свет мислам дека нема обвинет за убиство да бара да се вештачи чаура, а чаурата ќе повторам дека е вештачена единствено само од кој калибар и од кое оружје може да се испука. Тоа е стварно странно за вакво грозноморно убиство. Балистика да се направи на самата чаура,
ќе се утврди од кој тип на оружје е пукано, односно чиво е тоа оружје од кој е испукано. Неминовно е да се направи реконструкција или да се врати предметот во истрага од нераšчистени ќе останат многу работи. Ако се донесе ваква пресуда, самата каква и да биде осудена на пропаст. Според обвинението, но и сведоштвата на други двајца обвинети, Палевски ги организирал грабнувањата и убиствата на Вања и Панче. Се обидел и да побегне, но тој остана на тврдењето дека заминал во Белград заради лекарски преглед. Целиот случај го смета за политички прогон. Зоран спомена дека судењето е при самиот крај. Што е следно, што останува во постапката до изрекување на пресудата? Да, со оглед на тоа што во текот на денешниот ден заврши распитот на обвинетиот во овој случај Љупчо Палевски Палчо, а во претходниот период истото беше направено и со останатите обвинети во овој предмет, практично судењето се ближи кон самиот крај. Следното рочиште е закажано за 16 мај идниот месец, кога судењето ќе продолжи со дополнение на доказна постапка, односно право да приложат дополнителни докази имаат сите странки во постапката, како што се обвинителството и обвинетите, а по завршување на овој дел од постапката ќе следат и завршни зборови, започнува обвинителството, а потоа следат и останатите обвинети и се разбира на крајот следи и пресудата. Јаневски, благодарам за овие информации. СДСМ на пресконференција открива скандал во МВР. Како што велат од информациите кои ги добиле од свиркачи, полициски началник барал казната за братот на градоначалникот на Газибаба, кој бил фатен како вози со брзина над дозволената, да биде пишана на друго име. Од СДСМ обвинуваат дека со ВМРО, ДПМН и Панче Тошковски на чело на МВР, наместо ред и поредок царуваат неказнивоста и селективноста. Мини Купер со скопски регистарски таблички, управувано од Далибор Стевковски, брат на градоначалникот на Газибаба Борче Стевковски. Тој почитуван и воедно и собственик на автомобилот. Среде Скопје, братот на градоначалникот летал со 88 км на час, иако дозволената брзина е 50 км на час. Свиркачи од Министерството за внатрешни работи ни доставија видео снимка од радарот, на која јасно се гледа колку вози Стевковски среде Скопје. Полицајците почитувани го стопирале за да го казнат за пребрзо возење, но тогаш Далибор Стевковски телефонски контактира со некој во Министерството за внатрешни работи. За само една минута, началник од Министерството за внатрешни работи, кој според нашите информации во тој момент дури и не бил во земјата, се јавува на полицајците и им дава наредба братот на градоначалникот да не биде казнет и да биде ослободен. Бидејќи прекршокот веќе бил евидентиран, наредено им е казната да ја запишат на друго лице. Пред најавениот протест за утре од страна на семејствата на жртвите во пожарот во Кочанската дискотека Пулс, јавното обвинителство информираше дека поканиле на средба представници на семејствата кои би сакале подетално да се запознаат со сите аспекти на истражната постапка. Доколку кај блиските на жртвите постои таков интерес, тие можат да определат своји представници, најмногу по еден член од семејство на секој од жртвите, кои ќе остварат средба со јавниот обвинител и обвинителите кои постапуваат во предметите, информира од јавното обвинителство. Нов повик за оставка до председателката на антикорупцијска за да се спаси довербата во комисијата. Актуелните членови на комисијата преку пишано соопштение велат дека продолжуваат со работа независно и ефикасно. Димитровски итно да се поднесе оставка од чело на антикорупцијска, бидејќи ја инфицира институцијата и порача незината предходничка Билјана Ивановска. Предходниот состав на комисијата смета дека ќе биде потребно време кај граѓаните да се врати довербата во антикорупцијска, која беше градена изминатите 5 години. Се случило што се случило, сега треба да гледаме како понатаму, значи треба се бара чаре, на потек е собранието. Сите членови председателката одговараат пред собранието. Кои механизми може собранието да ги преземе? Што може самата институција да направи од аспект на самопроценка на ризици од корупција? И прво и основно е дека председателката мора под најитно да си поднесе оставка, затоа што на овој начин се уште ја инфицира институцијата. Значи треба да се тргне за да може институцијата слободно да се чисти. Дали целата институција е виновна за тоа? Јас сметам дека не. Сепак е тоа индивидуална одговорност на секој поединечен член, во случајот на председателката на комисија, меѓутоа генерално
Пак ќе кажам, тоа влијае дефинитивно врз работата на комисијата, врз незиниот углед пред се во јавноста и знаете, јас веќе ги кажав еднаш, многу е тешко да се стокне доверба во својата работа преку посветеност, непристрасност и независност. Меѓутоа, многу лесно може да се изгуби таа доверба и мислам дека во овој момент тоа и се случува. Ставот дека Димитровска треба да си понесе морална одговорност го дели и Снежана Камиловска-Трповска, која при изборот на овој состав во собранието беше дел од комисијата за селекција и која во издвоено мислење реагираше на партиски влијанија врз изборот на членови на ДКСК. Наспроти 100 поени кои Димитровска при изборот ги доби од политичките партии, граѓанскиот сектор ја оцени со само 20 поени. Ако се навратиме во изборот во 2023 година, очигледно беше со тогашното мое издвоено мислење во рамки на комисијата за селекција дека овој модел, односно овој начин на избор беше злоупотребен и видовме едно политичко влијание во изборот. Со самото тоа веќе можеме да констатираме дека почна и негативни одредени резултати од страна и на меѓународните институции. За жал, ова тело во изминатата година не воспостави систем на отчетност, како што можевме да видиме во претходниот период. Актуелната председателка на антикорупцијска Татјана Димитровска од минатата недела е на списокот осомничени во проширената истрага за адитив, под сомнеш за оддавање службена тајна на еден од осомничените за криминали во државната ЕСМ, тешки 6,5 милиони евра. Димитровска е недостапна за јавност, не смее да има контакт со предмети, ниту со било каков документ поврзан со работењето на антикорупцијската комисија. Од комисијата и денеска преку писмено соопштение уверуваат дека ова не влијае врз нивното независно, ефикасно и транспарентно работење. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Министерот за правда Филко вели дека не се доцни со судските закони кои согласно реформската агенда треба да бидат донесени до јуни годинава. Веќе е имал првата работна средба со представници на опозицијата и ги представил измените за кои чека нивни одговори. Единствено што според Филков може да доцни се измените во изборниот законник. Филков чека одговори од СДСМ за законите што се дел од реформската ЕУ агенда, кои веќе ги има изработено Министерството за правда. Првата работна средба за правосудство, која е резултат на лидерската Мицкоски Филипче, била куса, но работна, вели тој. Иако на министерот не му се допадна што Чупеска и Михајлова се представнички на СДСМ во оваа група, тој сепак во петокот реферирал пред опозиционерите за законите. Законите се тука подготвени, доставени, транспарентно објавени. Ние нема да дозволиме реформите да бидат жртва на дневна политика или било каква бирократска инертност. Работната среда помина добро, во работна атмосфера беше доста кратка, морам да признаам една од пократките во животот што сум ги имал, каде што од моја страна беа информирани за работите и работните процеси до каде се и каде они би можеле да дадат свој придонес, а тоа што председателот на СДСМ не ги повлече, говори за нивните капацитети. Законот за судскиот совет се уште и пред Венецијанската комисија. Клучни се измените за разрешување на председателот на советот по образложен предлог од на најмалку 4 члена од ова тело. За прв пат ќе се дефинира и поимот истакнат правник како услов за стапување на функцијата. Тоа би било правник со над 15 години работно искуство или професор по право со над 7 години работно искуство. Интегритетот ќе се докажува со 3 препораки од професори, суди или адвокати. Филко вели дека не се доцни со судските закони што според реформската агенда треба да бидат донесени до јуни 2025. Се подготвуваат и брзите измени на кривичниот законник во делот на безбеден град за безобзирно управување со моторно возило, како и за исправка на претходните измени за скратување на рокот за застареност. Целосно новиот кривичен законник пак е во работна верзија, но тој треба да се донесе до крајот на годината. Оно што би можело да доцни е изборниот законник, бидејќи според Филков тој зависи директно од волјата на партиите кои во наредните 2 недели ќе треба да седнат и да ги договорат измените согласно препораките на ОДИХР. Една изборна единица не е намаса, а исто така ни препораката на Уставен да се врати по нискиот праг за кандидирање на независните градоначалници и советници. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Амбасадорката на САД на денешната дебата за Законот за Уставен суд ги повика судиите да запаметат за кого работат, посочувајќи дека ова е клучен момент за судството. Според председателот на Уставниот суд, ова е најнереформираната институција во државата.
Уставниот суд е најнереформираната институција од независноста на Македонија. Според претседателот на Уставен, потребни се итни промени што ќе ги иницира самиот суд, како и закон со Уставен суд. Но што би можело да донесе новиот закон? Според претседателот Костадиновски, неопходно е да се прецизира терминот истакнат правник и кој може да стане уставен судија, како и носење на двотретински закон. Се залагам за закон за Уставен суд, но не било каков закон. Значи, или со интервенција во Уставот да се даде уставен основ за двотретински закон, или уставен закон за доконкретизирање на уставните одредби. Тие се тие две можности. Затоа што нас ни треба двотретинско мнозинство да ни ја гарантира нашата самостојност и независност и упадите и можностите од политичко влијание. Поред претседателката на државата, Уставниот суд во своите состави наместо истакнати правници имал истакнати политички активисти. Силјановска смета дека треба се приспита начинот на кој се бираат уставните судии, но поважно е да се дефинираат критериумите по кои се станува уставен судија. Ако побарате да набројам од 91 до денеска некои врвни уставни судии кои оставиле печат на уставната демократија, ќе набројам 5, може би и не толку. Не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд. Дали е потребен посебен закон за Уставниот суд, според амбасадорот на ЕУ, тоа е во рацете на институциите на Македонија, а тие како Европска унија го поддржуваат процесот. Исто мислење има и американската амбасадорка која посочи дека судиите треба да работат исклучиво во интерес на граѓаните. Ова е комплексно прашање и правно, институционално и политички. И тоа е одлука која што треба да се направи исклучиво од страна на суверените институции на Република Северна Македонија. И ова сакам да го нагласам, не е на Европската унија да препорача дали треба или не треба да се носи закон за Уставниот суд. Искористете го овој момент. Ве молам, запаметете за кого работите и зошто сте поставени тука, и ве молам за тие кои што сте судии, запаметете и подсетете се на заклетвата што ја земавте. А за сите судии и обвинители на секаде во судството, значи ви посакувам да ја гледате оваа постапка и се надевам дека ќе има уште многу и дека законите во оваа држава, колку и да се комплицирани, мора и може да работат во полза на граѓаните. Во Уставниот суд се одржа тркалезна маса со суди и експерти за темата дали е потребен закон со Уставниот суд, со цел да се отвори дебата на оваа тема. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Каква штета врз угледот на антикорупцијската комисија предизвика постапката за претседателката Димитровска? Какви можности имаат пратениците и зошто нејзините колеги молчат за случајот? Со какви информации располагаат членовите на комисијата? Дали се потребни измени во изборот на антикорупцијска? Има ли начин да се врати довербата? По тема на денот со Билјана Ивановска, поранешна претседателка на ДКСК. Ако трговците продолжат со злоупотреби, ќе има нови проширени мерки. На 3 дена пред крајот на замрзнатите цени и маржи, министерот за економија Дурмиши го предупреди бизнисот. Ако маркетите енормно ги зголемат цените по завршување на мерката за замрзнати цени и ограничени маржи, ќе следуваат поригорозни мерки. Министерот за економија ги предупреди трговците 2 дена пред завршување на владините мерки. Во економија веќе имаат 2 идеи како да ги казнат маркетите доколку цените драстично скокнат на 1 мај. Скоро све ќе фатиме на тоа одлука или на таа мерка што ќе донесеме, ќе ги фатиме скоро сите производи што ги имаат во ланци или по ограничување на маржите на сите тие производи, или ќе биде вредноста на ограничувањето на маржите поголема. Дурмиши е задоволен од досегашната мерка. Вели дека граѓаните заштедиле од ограничените маржи. Во министерството веќе е изготвена драфт верзија од новата потрошувачка кошница. Но таа ќе остане тајна за јавноста додека не биде доставена пред економско-социјалниот совет. Дурмиши вели, цените ги споредувале во повеќе ланци на маркети, а во неа ќе бидат вметнати сезонски производи кои навистина граѓаните ги купуваат.
Да група веќе 2 месеци работи, мислиме дека на идниот месец ќе го имаме како документ која ќе биде прво разгледана од членовите, од другите членови на владата и после ќе, кога ќе се формира репрезентативност на синдикатите, ќе биде доставена и до економски социјален совет, ќе се разгледа и ќе се мислам дека ќе се гласи и ќе биде достапна и за јавност. Се уште не се знае дали потрошувачката кошница ќе биде за 3 члено или за 4 члено семејство. За власта спорна е минималната синдикална кошница која ја изготвува ССМ. Сметаат дека таа нереално ги прикажува реалните трошоци на граѓаните. За месец април синдикатот пресмета дека на едно семејство, за да го помине месецот, потребни му се 62.691 денар. Даниел Василев, Сител телевизија. Спречен бил колапс на македонскиот енергетски систем за време на велигденските празници поради зголеменото производство на фотоволтаичните централи. Решение за ова во иднина ќе се бара во инсталација на батериски системи кои ќе акумулираат вишок на струја. Избегнат можен колапс на македонскиот електросистем за велигденските празници. Од фотоволтаичните централи имало поголемо производство на електрична енергија, па немало каде да се продаде или потроши. За да не дојде до испад, МЕПСО и електродистрибуција од 18 до 21 април исклучувале централи по своја проценка, по одлука на регулаторната комисија за енергетика. Во барањето на МЕПСО до РКЕ пишува дека се бара усвојување на времена мерка, за да се превенира можност за целосен распад на електроенергетскиот систем. Сега состојбата е стабилна, вели првиот човек на МЕПСО. Правиме максимални напори да го стабилизираме системот и да немаме никакви проблеми во целата мрежа. Во моментов во каква состојба е системот? Дали се уште има поголемо производство од потрошувачи? Стабилна состојба и за тоа ние сме гарант. Системот е стабилен. Компаниите кои се оштетени од оваа мерка нема да бидат обештетени. Ваквите состојби во иднина треба да се надминат со инсталација на батериски системи кои ќе акумулираат вишок на струја, кој ќе се користи во текот на ноќта. Мартин Арсов, Сител телевизија. Наставниците педагози стравуваат дека измените во Законот за основно образование ќе ги остави без работа. Од Министерството за образование и наука уверуваат дека само вработените на определено може да ја загубат работата и тоа во случај ако за нивното место се пријават оделенски наставници по истекување на нивниот договор. Во училиштата пак веќе се собираат потписи за петиција. Габриела Лескова ги има деталите. Измените во новиот закон за основно образование ги налутија наставниците. Веќе се мобилизираат со петиции во основните училишта, бидејќи стравуваат дека ќе останат без работа. Велат дека со новиот закон наставничките кои дипломирале на филозофскиот факултет со смер педагог ќе немаат право да водат одделенска настава во 4-то и 5-то одделение како досега, туку ќе може да предаваат само на деца од 1-во до 3-то одделение. На вистина малку доведува до конфузија, до различно толкување на новиот закон за основно образование, каде што практично со новиот закон 4-то и 5-то одделение не им се дава за право колешките колегите да работат во настава. Меѓутоа, најдобро можам да тврдам дека не треба се грижа за нивната работа и не треба се грижа да не останат без работа. Ги прашавме во Министерството за образование и наука за дилемата на наставниците, откаде појаснуваат дека педагозите кои се вработени на неопределено имаат сигурни работни места, ќе може да продолжат да предаваат од 1-во до 5-то. Проблемот останува за педагозите на определено. Педагозите пак кои се вработени на определено работно време ќе може да работат во продолжен престој во оделенска настава од 1-во до 3-то одделение, само доколку на оглас за оделенски наставник не се пријави соодветен кандидат. Но повторно правиме анализи и доколку се појави недостаток на наставници во одделенската настава, што значи од 1-во до 5-то одделение, ќе поднесеме амандман, претпоставувам пратениците ќе го сторат тоа и ќе направиме мала измена во Законот за основно образование. Габриела Лискова, Сител телевизија. По продолжение благовести од светот во избор на Емилија Штерјев.